Периодов најактуелна мерка во центрите за вработување во Македонија е проектот Македонија вработува. Според последните анализи на Државниот завод за статистика, најголемиот дел од вработените имале плата во висина од 10.000 до 12.000 денари, а секој 10 пак примал 2.000 денари повеќе од оваа сума. Оние со најмали плати кои примале скромни 8.000 денари биле најмалобројни, односно 1,4%. Во Штип последните 3 месеци се вработиле 250 лица, од кои 170 се млади до 29 години и 20 лица со над 58 години, на кои им недостигаат уште неколку години стаж за во пензија. Продолжуваме со самата програма Македонија вработува. Имаме секој ден, доваѓаат работодавачи, ги прашуваат условите под кои може да вработат лице. Овде можеме да ги спомнеме и самите активни мерки што се за вработување. Во моментот имаме обука кај познат работодавач, каде кај самите работодавачи можат да се пријават невработените лица, поточно кај нас се пријавуваат, но обуката се врши кај работодавачите во реални услови во трајање од 3 месеци и се исплаќаат надоместок од 6.000 денари за сите невработени лица што ќе учествуваат во оваа програма. За активните мерки кои ги нудат владата и центрите за вработување најчесто се заинтересирани работодавачите со помали фирми, кои имаат помал број на вработени. Вработувањето може да настане во комбинација со некоја активна мерка од Центарот за вработување што ја нудиме, исто така и со самиот проект Македонија вработува. Може да ги искористи во пакет двете мерки, да биде ослободен од признаници од 3 до 5 години во зависност од старосната структура на практикантот. Инаку во моментов во Центарот за вработување во Штип има околу 2500 невработени лица, вклучувајќи ги сите корисници на паричен надоместок. Меѓутоа оваа бројка постојано варира во зависност од тоа колку лица ќе заминат во пензија, колку нови ќе се пријават како баратели на работа и секако во меѓувреме на колку лица ќе им се промени работниот статус.